почитувани съветници, почитувани градоначалници, почитувани медиуми, почитувани гледачи на кабелна телевизия. Въз основа на член 39 от Закон за локална самоуправа на Република Македония, службен вестник РМ брой 5/2, член 15 статут на община Росман, член 58 став 7 от Деловникът за работа на Совет на община Росман и службен гласник на община Росман брой 7/06, внесено следното решение. За работа на оваа седница, согласно постигнатите материали од овластени предлагачи и въз основа на член 6 от Деловникът на Совет на община Росман, го предлагам следното. Пред да го почитаме дневният ред, да го изгласаме записникът от минатата седмица на Советът на община Росман. Дали некои има примедби за записникот? Дали кој е за записникот да биде така? 9 за. Значи одиме по дневниот ред за денешната работа на Советот на община Росман. Дали некој има извештај на Комисија за финансии и буџет по државна седница на 26.11.2021 година. Предлог решение за давање на согласност на одлука за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ИПК на Росман за регуларен период од 2022-2022. Предлог решение за давање на согласност на годишен план за вработување ИПК на Росман 2022. Предлог решение за давање на согласност за одлука за утврдување на тарифа за собирање и одводнување на урбана отпадна вода ИПК на Росман за регуларен период од 2020-2024 година, предлог одлука за определување на наместок за изборните органи за извршената работа во подготовката и спроведување на одржаните локални избори 2021 година во општина Росман. Предлог одлука во однос на поднесени барања од физички лица, предлог одлука за измена на распоред на средствата во буџетот на општина Росман, извештај од Комисијата за здравство, социјална заштита и заштита на децата и јавна безбедност од државна седница на ден 26.11.2021 година, предлог решение за давање на согласност на годишен план за вработување на Основно училиште Пере Тошев во Росман 2021 година, предлог решение за давање на согласност на годишен план за вработување во детската градинка Праскичка Росман за 2022 година, предлог одлука за довршување на годишна програма за работа на детската градинка Праскичка Росман за воспитно образование 2021-2022 година, извештај од Комисијата за урбанизам, комунална дејност и заштита на животна средина и природа од државната седница на ден 26.11.2021 година, предлог започет однос на поднесено барање од Сдруженијето на пензионери од Калараци, предлог одлука за утврдување на потреба за donесување на урбанистички плански документација и купување на бесправни објекти, извештај на Комисијата за образование, култура, спорт, одржување на празници и манифестации државна седница на 26.11.2021 и програма за одржување на празникот на општината 17 декември Росман. Дали некој има да дополни нешто на оваа седница или по-еднакво? Предлог за одземање на подточка 1.2, 2.1, 2.2 од деловникот за годишен план за вработување на Праскичка, Основно училиште Пере Тошев и Комуналец и исто да се стави на дневен ред по завршна сметка. И како пета точка да се стави советничко прашање. Советнички прашања. Дали пред другим, кој бави? Почитувани колеги советници, почитуван градоначалник, почитуван председавач, почитувани присутни. Ги разгледав сите програми што ни се дојдени и гледам дека извештајот за работа за период од 1.1.2021 до 30.6.2021 на комуналното не ни е во дневниот ред, а тука на комисијата е расправан. Сега по која причина го немаме на дневниот ред, не знам. Имаме од Комисијата за финансии, имаме извештај за работење на комуналното.
Ајде че го најди. Решение за даване согласен одлука за затворење на тарифата за разпределение на водни води. Значи еве го извештај за работа. Тоа е дневен ред од комисија. Па значи од комисијата го немаме на дневен ред на совет. Тргнете од комисија. Беше на комисија, Е, не сте били на Не беше на комисијата, да. Добро. И Друго нешто? втором беше советнички прашања, ама го предложи Владко. Благодарам. Не беше тоа точно. Значи, чим имаме промени, значи мораме да дадеме, да ставиме на гласање прво дали се прифаќа предлогот на дако да се повлечат овие точки од дневниот ред или ќе одиме со тоа. Да ставам на гласање предлогот на дако. Прво ќе ставиш точките 1, 2, ќе ставиш точката 2 точка по точка. После кој е за советнички прашања. Тие, да ги ставам заедно. Точка Како еден, некој да два, сака? едно по едно да ги ставиме Како глас. сака? Али че ти ги оставаш нещо на гласни, се читат сите точки кои ги стават и кој е за вака и после се гласи. Добро, ја читате по едно по едно. Значи сега само точка, он ги повлекува, сака да според точките предлог решение за даване на согласност на годишен план за образување на ЖПК за Росман 2022 година, тоа е 1/2. Точката 2/1 предлог решение за даване на согласност на годишен план за работа за работување во општинското основно училиште Перетош Росман за 2022 година и точка 2/2 предлог решение за даване на согласност на годишен план за работување во детските градини Кафеса. Значи тие три точки да ги повлечеме и да ставиме пета точка советнички прашања. Прва точка. Една по една точка да ставиме гласање. Ја на прашањето е точка 2. Значи Тоа прашање. Како пета точка советнички прашања да биде. Пустете. Джимо ти че речеш кој е за под точка 1, точка 2 за. Ви сите едно кој да пуште и во. Една по една гласањето може некој ќе помине, може не му Добро. компетенција. Значи да ставиме прва точка 1/2 предлог решение за даване согласност на годишен план за вработување на ЈПГ да Росово. Кој е да се повлече оваа точка од дневниот ред? Осум. Уште една шега. Хајде уште еден да ставим точка на гласање. 8 за, 1 воздржан. Против? Воздржан? 1 воздржан. Još nešto, nek se pojasnat malo повеќе тие планот за работување нареден пат, така че тоа е зависни да се Значи да се достави. стави по добивање на записник. Да, значи се што да објаснат, не само Ама на комисијата објасни бе, Пене. Не бете на комисијата. Значи на комисијата објасни Не го се се. Директора на комуналното се објасни сега. Немој такви процедурални да бајте што не држат. Уредо да ги повлечете, тоа не е спорно ваше право, ама на комисијата за финанси, наши разправак го се објасни што се тоа директора што е тоа. Сега немојте така. да може сакаме да Тоа не дополниме. може да стои, не може да стои. Знаеш како, ние може сакаме да дополниме нешто. Може сакаме да извадиме нешто од Тоа на комисија се прави. Прави комисија, Пенчо. Тоа не може да да стои. Сигурно ќе бидам за комуналиција и шо метар по улиците, сигурно ќе бидам со 5 раци за него. Сакам да го Следниот разбереш. глас ќе го ставиме на гласање. Гласање. Знаеш, да шо метар, Значи, таа треба подхитно се запосне. Не знам која е чија и од каде. предлог Едно решение. комуналиција заслужува он. Нема тоа да другиот пат се заврши таа. Обшто сакам. Точка 2/1 предлог решение за даване на согласност на годишен план за вработување на општинското основно училиште Перетош Росман за 2022 година. Значи, барат да се повлече од дневниот ред. Кој е за да се повлече оваа точка од дневниот ред? 8 за, против има некој, воздржан 1. И точка 2/2 предлог решение за даване на согласност за годишен план за вработување на јавната установа детска градинка Красичка Росман за 2022 година. И оваа точка да се повлече од дневниот ред. Кој е за? 8 за, против, нема, воздржан 1. Значи овие три точки, извадени уште точката, да се даде пета точка, советнички прашања. Кој е за? Контрол светнички прашања, малку дефинирате, светнички прашања. Да, советнички прашања против. Но градоначално да ќе го поставиме сега. Не може да се дефинира тоа. Значи советнички прашања, тоа е. Тоа ще пита било кој што Може сите да прашуваат
Да, че не се одговори никако. Ако Да, може да говориш, не кој е пишеш, за говориш и да советнички, пета точка да биде советнички прашање? 9 за. Добро. Тогаш одиме со прва точка извештај на Комисијата за финансии и буџет државна седница на ден 26.11.2021. Кој го председател на својата почитувана комисијата? Дневниот ред. Чекай бе, цел дневен ред да се усвои. Дневниот ред. Дай го да Ставаме. На гласање, Добро, значи тогаш- со точките што се повлечуваат. Дневниот Прешка да ги тие што нема да одат и чити ги другите. И дай го дневниот ред со гласање. Преска што го чити, тоа е дневен ред. Предлог за сите. Сега тие што не се ги додади советнички прашања и гласање. Читай и не брзај, полека. Не да бркани полека. Значи сега одиме со извештај на Комисијата за финансии и буџет државна седница на ден 21.26 година 26.11.2021. Пред решение за давање согласност на одлука за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на јавното предпријатие Росума до 2022-2024. Точка 1/3. Предлог решение таа ќе биде 1/2, точка нема да биде 1/3. Предлог решение за давање на согласност на одлука за утврдување на тарифа за собирање на и одводнување на урбани отпадни води и на јавното предпријатие Росума. Значи точка 1/3 сега се намери таа. Предлог одлука за определување на доместок за изборните органи за извршената работа во подготовка и спроведување на одржаните локални избори 2021 година во општина Росума. Точка 1/4. Предлог одлука за во однос на поднесени барања на физички лица. Точка 1/5. Предлог одлука за измена на распоред за средствата во буџетот на општина Росума. Извештај на Комисијата за здравство, социјална заштита на децата и јавна безбедност од државна седница на 26.11.2021 година. Тоа е точка 2. Само една точка што става. Само 2.1 Да. ќе биде предлог одлука. 2.1. Одлука за донесување на годишната програма за работа на јавната камара детска градинка Праскичка Росума за воспитно образование 21-22 година. Тоа е за комисијата и точка 3. Извештај тоа се на сето исто. Извештај на Комисијата за урбанизам и комунална дејност и заштита на животна средина и природа државна седница на 26.11.2021 година. Предлог за заклучок во однос на председните барања за жонирање на пензионерот Каладарци 3/1, 3/2. Предлог одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко-планска документација по којање во бесправните објекти. Точка 4. Извештај на Комисијата за образование, култура, спорт и одржување на граница манифестација државната седница на 26.11.2021 година. И точка 4/1. Предлог програма за одржување на празникот на општината Росума 17 декември 2021 година. И точка 5. Советнички прашања. Значи тоа е дневниот ред. Кој е сега за вака поставење на дневниот ред? 9 за. Извештај на Комисијата за финансии и буџет од државна седница на ден 26.11.2021. Викам председател. А не, секој извештај не ги чити што се несуваат за повлечение. Еден е само тук. Не ги мисля, не ги чити за повлечените точки. Не го читам. Почитуван градоначалник, почитувани колеги советници, присутни медиуми, присутни вработени при локална самоуправа на општина Росуман. Комисијата за финансии и буџет од одржаната седница на ден 26.11.2021 година до Советот на општина Росуман го доставува следниот извештај. На седницата на комисија присуствуваат 3 члена и раководителот на одделението за финансии во општина Росуман и директорот на ЈПКД Росуман. На дневен ред на оваа седница беа утврдени 6 точки и тоа: предлог одлука за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈПКД Росуман од Росуман
за регулиран период од 2022 до 2024 година и согласност за примена на таа одлука. По спроведената расправа и даденото појаснување од страна на директорот на ЈПКД Росуман за потребата од незиното донесување, членовите на комисијата со 3 гласа за предлагаат Советот да донесе решение за давање на согласност на предложената одлука. Предлог одлука за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈПКД Росуман од Росуман за регулиран период од 2020 до 2024 година и согласно за истите. По спроведената расправа и даденото појаснување од страна на директорот на ЈПКД Росуман за потребите од нејзино донесување, членовите на комисијата со 3 гласа за предлагаат Советот да донесе решение за давање на согласност на предложената одлука. Барање за обезбедување на финансиски средства за покривање на трошоците настанати при спроведување на локалните избори 2021 година за избор на градоначалник и избор на членови на Совет на општина Росуман. Прв круг на избори одржани на ден 17.10.2021 година и втор круг одржан на 31.10.2021 година. По спроведената расправа, комисијата со 3 гласа за предлага Советот да донесе одлука за исплата на средства во износ од 1.140.580 денари. Барање од физички лица. Во однос на барањето, број 08-489/1 од 10.11.2021 година, поднесено од страна на Тони Стојанов од село Сопот за одобрување на финансиски средства за погреб на мајка му Бранка Ранчиќ од село Паликура, комисијата предлага Советот да донесе одлука за исплата на износ од 10.000 денари. Во однос на барањето број 08-517/1 од 21.11.2021 година, поднесено од страна на Жарко Спасич од Росуман за одобрување на еднократна парична помош за лекување, комисијата со 3 гласа за предлага Советот да донесе одлука за исплата на износ од 5.000 денари. Предлог одлука за измена на распоредот на средствата во буџетот на општина Росуман за 2021 година, по спроведената расправа и даденото појаснување на раководителот на одделението за финансии, комисијата со 3 гласа за предлага Советот да ја донесе предложената одлука. Комисијата предлага Советот на општина Росуман да го усвои овој извештај во целост. И благодарам. Дали некој има по прва точка додавање согласно на одлука за утврдување на тарифно снабдување на вода за пиење и водоснабдување на ЈПКД Росуман регулиран период од 21-20 година. Дали некој има збор за оваа точка? Нема. Ставам на гласање. Кој е за? 6 за. Дали некој против? Воздржани? 3. 1/2 предлог решение за давање согласност на одлуката за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈПКД Росуман од Росуман за регуларен период од 20 до 24 година. Става нова точка на разгледување. Дали има некој нешто да каже? Нема. Кој е за? 6 за. Има некој против? Нема. Воздржани? 3. Точка 1/3 предлог одлука за регулирање на доместок на изборните органи за извршената работа од подготовка за спредување и одржување на локалните избори 2021 година во општина Росуман. Дали некој сака збор? Не. Ставам на гласање. Кој е за? Кој? Точка 1/3. За локалните избори. Локалните избори. Пленуме на црква? Да. Да. Не, за одобрување за исплата за локалните избори. Кој е за? 8 за. Има некој против? Не, воздржани? За. За. Орлинка? 9 за. Понека не Јас го врачам, чекам да гледам да не може да жати. Точка 1 прочетени предлог одлука за во однос на поднесени барања од физички лица. Тоа се барања за погребот Паликура и за Жарко Спасич.
Дали некој сака Едно збор? по едно. Едното. Прво за барање од Тони Стојанов од Сопот. Кој е за ова барање? Некој сака збор? Нема никој. Кој е за? 7 за. Не против, нема воздржани. 20. Точка 5/2 во однос на барањето на Дарко Спасич. Дали некој сака збор? Не. Кој е за? 9 за. 801. Табле не бас. Не рекao зашто не. Значи 8 правилно. Nije točno, nije tako neće. Против си или воздржан? Точка 1 kroz Predlog odluka za imena na raspored na sredstva od budžeta na opština Rosmor za 2021 godinu. Da li neko saka zbor? Povod Jošek. Почитувани медиуми, почитуван градоначалник, почитувани колеги советници, почитуван раководител на финанси. Во изминатиот состав, во изминатите 4 години, скоро речиси секој совет излегувам на оваа говорница и кажував дека капиталните инвестиции се катастрофа во општината, капиталните инвестиции не се во посекуваната темпо, не е во посекувана динамика, а градоначалникот, претходниот градоначалник секогаш излегуваше на говорница и кажуваше стрпете се, сега ќе биде, и раководителот на финанси секоја година од во година 10 милиони се префрлаат од 2018 во 2019, последната година од 2019 во 2020 уште 15 милиона динара и нонсоп се префрлаат средствата од буџетот на искористените средства. Токму заради тоа, не планирав да дебатирам на говорницата, но ќе кажам, заради тоа што имаме нов градоначалник и да не западне под лулката на старото раководење на претходниот градоначалник и истиот раководител за финанси, кој мислам дека до мај месец и ќе го избратиме со песна, ќе се оде во пензија, така да ни стане практична настава. Нема му дозволи законот. И сакам да кажам, да потенцирам дека предвидените средства за изградба, реконструкција на локални патишта за теком на година треба да се искористат тогаш. Сега. И сега заради тоа што таму има најмногу финанси, пари, многу не е лесно да извадиме финанси од капитални инвестиции, т.е. изградба и реконструкција на локални патишта и да ги намениме однаму каде што не сме добро ги проектирале. Така да, уште една забелешка имам тука, заради тоа што еве го јануар месец доаѓа следната година, ќе биде нацрт буџетот за следната година. Добро да се испроектира, добро да се предвидат сите расходи. Сакам да ми потенцирате на говорница и да слушнат граѓаните кои се овие 90.000 денари јавна чистота, реконструкција на други објекти. Јас знам, но сакам вие да објасните на говорница, да сите граѓани слушат, и заради тоа што дел од граѓаните не ги знаат вистините во општината, што се случува, заради тоа што ова е тесно поврзано со јавното комунално предпријатие Комуналец и зашто се овие намени, а сега добивме на дневен ред вработувања, ние немаме 90.000 денара да го покриеме основни трошкови во Комуналец, ќе кажи зашто се вие 90.000 денари, а камо и по овие 4. Благодарение на колегата советник Владко Трајков се иземаат тие точки малку потрезвено и постушински да се предлабочат проекциите за финансирање за дадените вработувања.
сакам да објасните на граѓаните на општина Росуман кои се тие 90.000 дена и зошто не се реализирани сите плани инвестиции во општината. Почитувани советници, почитуван градоначалник, почитувани медиуми. 2019 кажавте 10 милиона, 2020 15. За ваша информација го добивте материјалот, тоест предлог буџет за 2022 година, таму се предвидени пренесено салдо за наредна година 23 милиона. А зошто не се искористени, тоа, пошто бевте советник од претходниот мандат, знаете најубаво, беа планирани средства во капитална изградба, негде околу 12 милиона за реконструкција на централното подрачје, што Советот ја одби таа инвестиција да се реализира во 2021 година и за тоа средствата ги префрлуваме дел од тие средства, полу од тие средства во 2022 година. Сите оние што беа предвидени за реконструкција на улици и патишта се реализирани, до сега што е стигнати ситуации изградби, останува уште до изградба на локални патишти и улици уште еден дел и дел од централното подрачје, тоест пред 23 милиона префрлени средства, ќе се префрлат средства, вишок средства. Вишок средства, ти кажав, ваа година ќе префрлиме 23 милиона вишок средства што остануваат нереализирани во 2021 година. Дел од тие средства се овие 12 милиона што ги спомнав за централното подрачје што беа планирани, што Советот донесе одлука да се иземат у реализација за 2021 година. Буџетот е испланиран како што треба, што се јавуваат 461.000 денари за да се покријат локалните избори. Претходните локални избори одеа по некоја си претходна тарифа, тога се потрошија 630.000, сега се донесува упатства да се зголемат исплата на општински изборна комисија и општинските и одборите и комисиите, негде со 20-30% поголеми плаќања да бидат, за тоа недостасува 461.000. Електрична енергија, тука спаѓаат и електрична енергија, телефони, се стави една позиција само, поправка и одржување на софтвер и хардвер 39.000, договорни услуги 50.000 денари, тоа го потенцирав и на Совет. Знаете дека се исплатија 2-3 поголеми исплати на барања од граѓани по 50.000, сега се исплати за Сирково, да не ги потенцирам, и расходи за репрезентација 80.000 денари, за тоа што сите расходи што се планира, што беа планирани за 2021 година, се потрошија, еден голем дел од тие средства отидоа во, тоест беа потрошени за Дувовден празникот, така да недостасуваат средства за покривање за денот на општината за 17 декември. 80.000 ставив. Пошто тога се потрошија премногу средства и сите средства што беа планирани за 2021 година се потрошија во текот на 6 месец кога беше доведен. Електрична енергија 250.000 во јавно осветлување. Сега дојде многу висока фактура, прв пат толку високи вие двата месеци по 230.000 и затоа недостасува да се чисти до крај на годината улична расвета и за фаќање се изврши изградба на локални патишти и улици. Знаете дека со пренамена на буџетот кога го донесувавме, вие колега советник бевте и знаете дека тога ставивме плюс 10 милиона од претходно салдо, 10 милиона кои што не се искористени до крај и за тоа тука се зафат. Че останат од тие средства
уште еднаш да повторам, вишок средства од претходните години и сега ставив, ви имате буџетот пред вас, 23 милиона префрлени средства од 2021 за 2022, така да нема никакво скратување или намалување на изградба на и реконструкција на локални патишта. Јавна чистота 90.000, еве ќе го јавно кажам, тоа е вие средства се за јавно комунално предпријатие РОС, 90.000 денари. Основно образование, услуги за обезбедување на објекти 250.000 денари и објавување на огласи 50.000 денари, исто се зафаќање од изградба на други објекти и основно училиште Пере Тошев има доста приходи, доста средства што им остануваат од претходните години. За ваша информација, оваа година се направија два капитални проекти. Еден од тие изградба на игралишто, таму е околу 3,5 милиона, и што се направи енергетска ефикасност на училиштето, негде околу 4 милиона. Тие средства имат да се реализират и на нив ќе им останат негде околу 5 милиона денари, што се префрлат за наредната година. Така да нема нигде скратување, нигде оштетување на буџетот, само распоред на средства се направија од оправдани причини, затоа што услуги за обезбедување на објекти, таму се беа исплатили средства што не беа планирани средства за набавка на лаптопи за или училишни помагала за децата, пошто навработените, и од оваа позиција беа исплатени и затоа се побара да се надополни за да може да се исплатат фактурите што е за обезбедување, негде 3 фактури што нема да се платат, и објавување на огласи 50.000 денари. Тоа е од прошлата година, за останат долг беше околу 50.000 денари, така да се покријат сега и тука и претходната директорка и сега на новата и објаснив, заедно бевме сите фактури што им достасуваат до 2021 се исплатат, така да школото има доволно средства, малце проблем со градинката, така да нема никакви оштетување на изградба. Благодарам. Почитуван раководител за финанси, не ми беше критиката намената кон тебе, туку ми беше да со оваа точка на дневен ред ми беше поентата да, заради тоа што имаме нов градоначалник, да не му се случи истата песна како од претходниот градоначалник, кој доаѓа исто од редовите на СДСМ, затоа што тој не можеше за жал 4 години да ја свати суштината на член на совет на општина Росман. Ние тука советниците, 9 советници, доколку градоначалникот не најде слух за идеите на советниците, ќе му поминат 4 години хаотично, без никакви позитивни белези во општината. Така да, замајан од тоа, од инаетање со советниците од претходниот состав, од претходниот градоначалник, се извинувам ако водите правничар да се доискажува, после ако има нешто да испадните. Така да, за жал, таквото замајување и наетање со советниците дојде со нереализирање на средствата, поготово во капиталните инвестиции. И сега ти добро кажа 25 милиони, ова е позитивна информација за актуелниот градоначалник сега, за новиот градоначалник, затоа што сега го очекува економски бум, што јас често пати го кажував и во минатиот состав, економскиот бум, ама за жал економскиот бум нигде не го видовме од тие 4 години. Сега нашиот нов градоначалник очекувам да има плодна соработка со нас советниците, да ги слуша нашите идеи, да не донесува до свршен чин овде и ние да
да како уредување на централното подрачје, советот беше во 13 часот, он не вика во 12 часот и 45 минути во канцеларија, видите, треба да го гласите ова. Чекај бе. Абе како да гласам нешто што не сум го видел? Така да, замолница до градоначалникот, средствата што ќе ги изгласаме во буџетот, во нацрт буџетот, потенцирам на ова говорница дека советниците на ВМРО едногласно даваат подршка на сите буџети за сите 4 години, за сите ребаланси на буџети даваат подршка, никогаш не сме кочеле за капитални, освен уредувањето на централното подрачје заради тоа што не ни даде да го на увид да го видиме тој проект. Сега вие ги спомнувате 25 милиона, јас ве демантирам, не се 25 милиона, значи уредување на централното подрачје е многу помалку. Да, ама на почетокот рековте 25 милиона од централното подрачје. Така да, кога ќе стапите на ова говорница, ве молам да бидете прецизни со информациите, заради тоа што овие совети почнуваат да се гледаат во општината поинтензивно. Така да, уште еднаш да бидеме кооперативни, да соработуваме, советниците и градоначалникот доаѓа до реализација на 100% предвидените средства во буџетот. Да не ни останат следната година 30 милиона. И само че префрламе од година во година, од година во година, 4 години поминаа. Благодарам. Уште едно допълнување. Мислам дека сите добивте материјал, предлог буџет за 2022 година. Сега го добивте. Затоа имам една молба да се разгледа за некои си 10-15 дена како ќе се договорите заедно со председателот на советот, а по можност сите советници да бидат присутни и да донесеме со амандмани ако негде има приметби или не доречености, пошто сега за ваша информација буџетот отиде негде од прошлиот буџет за 2021 од 45 милиона на 67 милиона, она што го реков пренесено салдо. И ќе видите за изградба и реконструкција на улици 16 милиона 250, за изградба на улици во општина Росома 7 милиона и изградба на други објекти 10 милиона. И изградба на систем за водоснабдување скоро 10 милиона. Така да ова година има еден добар направен бар по она што ќе го видите предлог буџет, као и претходните години. Тоа е за поздравување што имаме толку средства. Значи дека... Молам? Па добро, може би за тоа ќе употребат. Ал има средства, значи општината функционира, иако имаше на почетокот приметба за одење и да не се повтарам, значи средствата пристигнуваат, администрацијата функционира како што треба, средствата се прибират, така да останува само реализација да се направи. Затоа уште едно замолување да се издоговорите, да седнеме сите заедно, ако има некои приметби, некои амандмани, да се вкопат негде до 25-ти, треба да го усвоиме буџетот за 2022 година. Благодарам. Буџет. Затоа сега го... Не, до 31 треба да биде усвоен. Това е во јануар беше завршница. Добро, фала шефе. Некој друг да не ја зборува нешто? Провери фала. Благодарам, председателе. Почитувани колеги, јас буџетот вака вида ваа измена распоред на средства нема да ја гласам, бидејќи нити го знам, ни сме нови советници, не го знаеме претходниот буџет како бил планиран, што бил. И сега одеднаш тука имаме распоред на средства и баш од патишта, кај што на општина Росман за патишта 3 буџети не може да и втасат,
А ние вадиме од патишта и даваме, вика раководителот на комуналец. Ние не знаеме за што побаруе комуналец, нити колку побаруе, а ние му одобруеме средства, а не знаеме за што. Затоа сакам да ви кажам дека нема да го гласам вие распоред измена. Благодарам. Дали некој други за разговор? Значи, никој е важен. Збор, точка 1 kroz 5, предлог одлука за измена на распоред на средства за буџет на општина Росман, го ставаме гласање. Кој е за? 6 за. Имаме некој против? 20 против и 1 воздржан. Со тоа истакнена таа точка, одиме на точка 2, извештај од Комисијата за здравство, социјална заштита, заштита на децата и јавна безбедност од државната седница на 26.11.2021 година. Сега на минута водеше комисија. Само точка 2 проверено. Ајде по втор пат. Почитуван градоначалник, почитувани колеги советници, присутни медиуми, почитувани вработени при локална самоуправа на општина Росуман, почитувана директорка, Комисијата за здравство, социјална заштита, заштита на децата и јавна безбедност од одржаната седница на ден 26.11.2021 година до Советот на општина Росуман го доставува следниот извештај. На седницата на комисијата присуствуваат 3 члена на комисијата, а бидејќи не беше присутен председателот на комисијата, согласно член 116 од Деловникот за работа на Советот, комисијата можеше полноправно да работи, бидејќи на седницата присуствуваа множинство членови на комисијата. На дневен ред за оваа седница беше утврдена една точка во однос на која комисијата расправаше и во однос на која своите ставови и предлози ги доставува до Советот на општина Росуман на понатамошна постапка. Во однос на годишната програма за работа на ЈОУДГ Праскичка од Росуман за 2021-2022 година, по спроведената расправа, комисијата зазеде став со 3 гласа за Советот да донесе одлука за донесување на годишната програма на ЈОУДГ Праскичка за 2021-2022 година. Комисијата предлага Советот на општина Росуман да го усвои овој извештај во целост. Ви благодарам. Hvala lijepo. Da li neko ima zbor za ova točka? Što nema nikakvi zbor, dajemo na glasanje. Ko je za? 6 za, ima neki protiv? Vozdržani? Bliže da su za? Znači 7 za, 1 vozdržan. И испадна. Да, чим е тук на глас? Да, 1 vozdržan. Точка 3. Извештај на Комисијата за урбанизам, комунална дейност и заштита на животна средина и природата од државна седница на 26.11.2021 година. Председател. Председател. Игор. Почитуван градоначалник, почитувани членови на Советот, почитувани медиуми. Комисијата за урбанизам, комунални дейности и заштита на животна средина и природа од одржаната седница на 26.11.2021 година до Советот на општина Росуман го донесува следниот извештај. На седницата на комисијата присуствуваа 3 члена на комисијата, а бидејќи не беше присутен председателот на комисијата, согласно член 116 од Деловникот на работа на Советот на општина Росуман, комисијата можеше полноправно да работи, бидејќи на седницата присуствуваа мнозинство членови од комисијата. На дневен ред на оваа седница на комисијата беа утврдени 2 точки во однос на комисијата, во однос на кои комисијата расправаше и во однос на кои своите ставови и предлози ги доставуваа до Советот на општина Росуман на понатамошна постапка. Под 1. Во однос на првата точка од дневниот ред, во однос на поднесеното барање број 8/454/1
од 13.10.2021 година, поднесено од Сдруженијето на пензионери од Каварци. Комисијата едногласно одлучи таа точка да биде оставена за некоја наредна седница заради прибирање на информации со кои се предмет на барањето. Во однос на втората точка од дневниот ред, предлог одлука за поднесени барања за постапување со бесправно изградени објекти, со кои бесправните објекти ќе се вклопат во идната урбанистичка планска документација за наведените локации. По спроведената расправа со 3 гласа за предлог да биде донесена одлука за барањето на Ацо Ѓорѓиев од Каварци, урбанистички план број 1, план 1 број 645 од 1.9.2011 година. Катарска општина Сирково, комисијата предлага едногласно советот да ги донесе предложените одлуки. Комисијата предлага советот да го усвои овој извештај во целост. Благодарам. Благодарам. Ќе одиме точка по точка, да ова предлог прво идеше Агенција за урбанизам и комунални дејности. 3/1 предлог заклучок за денесување поднесено барање за одржување на пензионери од Каварци. Ова точка е публикувана на комисија заради тоа што не беше тој градоначалникот и не знаевме во кој дел градоначалникот има идеја да биде тоа спортено, сигурно има разговарано со пензионерите. А зошто Каварци? Па така оде Нашето дружение што е во Росман е Каварец. од Каварец или пензионери се Каварец. Дали да повлечеме од дневен ред или да ставиме Имате заклучок да се одложи за наредна седница. да се може да добро. Таа точка ќе одложиме за наредната седница. Да ставиме гласање. Гласање без Значи заклучок. заклучок таа Како што точка гледа комисијата. да, како што донесе комисијата ја одложуваме за наредниот пат. Кој е за така денесената заклучок? 8 за. 3/2 предлог одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на бесправни објекти. Дали некој има збор по оваа точка? Нема никој. Ја ставаме на гласање кој е за. 8 за. Ја станува уште точка комисија за образование и култура, спорт, образование, традиција и манифестација. Почитувани колеги советници, почитувани медиуми, почитуван градоначалник, че на оваа комисија присутствуваат 4 члена на комисијата на Советот на општина Росман. На седницата на комисијата беше утврдена една точка на дневен ред во однос на која комисијата расправаше согласно нејзините надлежности и во однос на која своите ставови и предлози ги доставува до Советот на општина Росман во панатомошна постапка. Точка 1 во однос на точката на дневен ред предлог програма за манифестацијата 17 декември 2021 година, ден на општина Росман. По спроведената расправа, комисијата предлага Советот да ја донесе предложената програма. Комисијата предлага Советот да го усвои ово извештај во целост и го донесе соодветниот акт. Ви благодарам. Оле, Јошев. Пред да го гласаме овој извештај од комисијата за манифестации, сакам од председателот на комисијата и воедно и председател на Совет на општина Росман да ни даде појаснување од збретимените општини колку го потврдија своето присуство, колку е нивниот број, па со оглед на потврдените лица кои ќе дојдат, зависи од колку соседни земји, збратимени општини, да го прилагодиме буџетот за таа скромна прослава.
Благодарам, Јошев. Значи, досега ги поканjavме сите збртимини општини. Имаме одговор само од Србија и од Руманија. Од Турција, од збртимената општина Балчова, потврдија прво дека доаѓа, дали заради некои нивни партиски состаноци одложија за некој ден, со најава дека може да дојдат ден покасно од денот на општините. Заради тоа што сакаме со нив да соработуваме повише во делот на некои инвестиции што треба да дојдат од таму, планиравме со градоначалникот да бидат тука, али со овој буџет што ќе биде определен сега за денот на општината да пречекани тие гости. Значи сите збртимени општини во бројка ги покануваме по четворица од општина, како што и ние одиме кај нив. Од Србија четворица, значи од Руманија четворица, од Србија имаме 7 најава за 7 луѓе, мислам од Турција, од како се ви кажа, од Србија имаме уште една општина што збртимени, тие рекоа дека може да дојдат четворица, али тие не остануваат на спиње, тука да доаѓаат само на ова Бабушница, се извинувам, не ми текнуваше како се вика, значи Бабушница, најавија дека може да дојдат, а не се знае, мислам дека они не остануваат никогаш тука на спиње, си одат иста ден. Значи тоа се тие трошкови што ние ги определивме како сума на средства во висина од 200.000 денари, кои мислиме дека ќе бидат доволно за денот на општината. Што тогаш знаете треба да се извинувам, ги покануваме и нашите фирми од општина Росуман, кои секогаш учествуваат на овој ден. Бизнес секторот е поканет, значи треба да има еден коктел на кој они сите присуствуваат, така да едноставно се дружат во тој дел, 1 саат време, значи во тие пари се планира и тој коктел. Ви благодарам. Дали некој друг има збор? Што некој има како? Павле, ти многу каснеш, што е? Ти не би само да ги гледаш. Да, гледам, не лака не може. Ти многу се скрил. Не, тако дали лака боле не може да видам. Тоа намо не е. Почитувани, значи, програмата 17 декември, добро е сето, значи тие ден треба да се одбележи, само не се слагам во време на пандемија, кај што ги укинуиме семејните забави, ги укинуиме сите слави и свадби на сите жители, а ние тераме коктел во ресторан кај Жика. Значи сето е добро, сакам средства да се намалат од 200.000, да се избегне свечениот коктел кај Жика. Благодарам. Јас се извинувам, тука не кажав малце, значи коктелот требаш да... Или ајде градоначалник, ти објасним, да не бидам јас се. Почитувани членови на Совет, почитувани представници на медиумите, почитувани вработени во локална самоуправа на Росоман. Во однос на сугестијата и забелешката на членот на Совет Павле, јас би сакал, еве, како предлог да го продискутираме, во однос да ги намалиме трошците за манифестацијата, со оглед дека мора да го обележиме тој ден, бидејќи сепак е еден значаен датум за општината, многу најзначаен, и ќе се спроведува по сите ковид протоколи. Јас би сакал да дадам предлог манифестацијата оваа година да се одржи во просториите на старото училиште. Да организираме таму еден мал коктел со нашите гости кои што ќе ги поканиме, нормално во рамките на можностите заради ковид пандемијата, и тоа да биде едно скромно одбележување во просториите на старото училиште. Исто тука во агендата е ставено да биде седницата во Пере Тошев Росман, во основното училиште. Јас предлагам седницата да ја направиме баш во просториите на сега реконструираниот објект старото училиште, како што ние си го знаеме. Еве, би сакал како предлог, доколку го прифаните како членови на Совет и плюс дополнителни ваши идеи во однос на одбележувањето на денот на општината. Би сакал да слушнам ваши сугестии и ваши идеи, бидејќи сепак заеднички го организираме овој свечен чин. Ви благодарам. Благодарам, Джанче. Човек отваря сугестии и не вика ништо. Јас сакам да му заблагодарам на градоначалникот
и су благодарен што вака одлучи да се направи таму во старото училиште кај што има реновирани обекти, кај што е сето убаво и вака со овие ставче ќе ја поддржам ваа програма. Благодарам. Hvala dalje, Barazbah, няма никој. Значи, сега, мислам дека сите ако се веде, че ќе прифатиме со сugestија, значи, предлогот на градоначалникот точка да биде или свечна седница на Советот да се одржи во старото училиште, во салата, таму заедно салата многу убава, и свечениот коктел исто така да се одржи во старото училиште, во таа сала е поголема и многу подобра. Затоа го ставам на гласње, значи предлогот на градоначалникот да го прифатиме и во целост да прифатиме оваа програма како што е поставена во делот на програмата. Кој е за? 9 за. Значи одиме со тоа да старото училиште се одржи се. И одиме со последна точка, беше пета точка. Советнички прашања. Дали некој има, дали дека збор некој, тој да Златко Цајко. Прашање до градоначалникот, дали асфалтната база која се гради има градежна дозвола во КО Росман, место викано Лагот, КП бројка 4006/2, има градежна дозвола. Некој друг да има збор да на една държава да одговара? Има. Добре, ајде да го одговори на малку позади. Почитуван член на Совет Латко, јас би сакал сега да побарам една кратка пауза и со институциите во општината. Не, можеме и одма да провериме тој податок. Мислам дека не е во надлежност давањето на лиценца на општина Росоман, дека тоа е надлежност на Министерството, но сепак би сакал со правната служба да се исконсултираме и одма да ви образложиме. Или писмено да ви известим. Како писмено известите? Ајде, писмено да се... Бидејќи сметам, пак писмено најдобро да биде точно проверено, да не... Благодарам. Дали некој има друг начин, повеќе пала? Почитувани, прашањето ми е наменето кон градоначалникот. Минатиот месец 17-11 бевме во Скопје кај министерот за транспорт и врски, кај што договориме некои работи, а некои они не ги испочитуваа, не дојдоа, требаше да дојдат тука за 10 до 15 дена. Еве 3 недели они уште не се дојдени. И сакам прашање до градоначалникот дали договореното што го кажа Бочварски, дека патот од Бендиска до Сирково и од Росоман до Сирково ќе биде реконструиран по завршување на граđаните оперативи за локалниот пат градско Прилеп. И дали има некои информации од Министерството, бидејќи утре ние почињаме повторно со протести, закажани се за утре, и да искористам говорницата да ги поканам сите жители да ни дадат поддршка на тие протест со цел да добиеме некој приклучок и да се средат патиштата што ги оштете фирмата. Благодарам. Почитуван член на Совет Павле, би сакал да појаснам дека бевме на средба во Министерство за транспорт и врски и после многу години конечно едно министерство имаше слух за барањата на жителите на населено место Свирково или на село Свирково. И тоа беше добро, да, договоривме уште една средба, меѓутоа мора да напоменеме дека беа две точки за кои што разговаравме. Едно беше реконструкција на локалните патишта, кои што ги користат градежните фирми кои што работат на автопатот, а другата точка беше вашето барање, нашето барање заедничко, мое, на вас и на жителите на село Сирково за влез и излез во село Сирково. За жал, втората средба која што требаше да се одржи во просториите токму на општина Росоман не се одржа поради моменталната ситуација во тој период, односно трагедијата која што се случи во Бугарија со нашите сограѓани.
Ке има секако средба уште една. Министерството, видовте и вие дека е отворено да разговара. Тоа што беше ветено, јас верувам дека ќе се реализира и ќе го ставиме на документ. Меѓутоа, се решава со разговор, како што не примија, ќе дојдат тие повторно, ќе разговараме и мислам дека ќе најдеме еден компромис или заеднички јазик. Не е ова нешто кое што е во моја надлежност, не е ова нешто кое што е во надлежност на општина Росоман. Јас ви дадов подршка како градоначалник на граѓаните на Сирково и стојам зад вас и ве поддржувам и заеднички ќе ја истереме цела работа. Меѓутоа, од нас е само иницијативата. Не е нешто што ние го решаваме како општина. Ви благодарам. Градоначалник, не е битно да ги браниме или да ги напаѓаме. Битно е договореното да го оствариме. Значи, договорено беше да се подпише патот дека ќе се прави. Вие не го подпишате, не ги повикате од фирмата, надлежната фирма, требаше вие како градоначалник, тоа е на локално ниво, да го подпишете тој договор со таа фирма за да испадне да не сме налага. А инаку, зошто они стално да не чекат? Ако имат слух, не треба да не чекат да почиме ни утре повторно со штрајк. Че ни утре блокираме и они тогаш ќе дојдат или ќе се јават за да одиме или да дојдат, ама ни не одиме више, значи тука бараме, тука да дојдат, а од утре почињаме. Значи нити е да ги браниме, нити да правиме политика, нити ништо. Ги бараме нашите права што треба да ги имаме. Благодарам. Почитуван член на Совет Павле, значи како што потенцирав, заеднички ги браниме интересите на нашите сограѓани и знаеш дека заеднички ги истераме тие работи. Меѓутоа, ниту општина Росоман има договор со изведувач за автопат. Затоа викам дека тоа не е во наша надлежност. Тоа е во надлежност сепак со Министерството. Да, меѓутоа, изведувачот има склучено договор со државата, со државните институции, нема со општина Росоман. Значи, тоа треба да биде фактички тристран договор, не помеѓу само Росоман и изведувачот. Така и кажа од Министерството кога бевме таму. Тоа би имало да ти го кажам. Како претходната фирма имала договор со општината, знаат Тирана Скале, била имала договор со општината, сега Штрабак нема договор со општината. А Штрабак сега почна со изграда. Неколку месеци. Преку Министерството ни обеќа дека ќе направат патишот и се избориме заеднички сите. Јас како градоначалник на општина Росоман, имотот на општина Росоман, ќе го заштитам до крај и нема да дозволам да биде оштетен. И ти гарантирам дека ќе подпишеме таков договор, затоа што тоа ни е заедничка цел и мене и на вас како членови на Совет. Не знам дали ти информирам дека од утре почињаме повторно со штрајк. Знам дека поканет сум и ќе присуствувам. Ви благодарам. Hvala Grančanče. Dalje bi drugi na zbor. Nema nikoj. S ova smedam ne glisa za dnevni red i odločujemo se da to sve odnoši na rost. I uvodava prisustvo.